Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Одлука за почеток на пристапните преговори со земјава дефинитивно нема да има во јуни, со оглед на тоа што Бундестагот го заврши ово неделното пленарно заседание без да ја стави темата на дневен ред. А без согласност од парламентот во Берлин, германската влада не може да гласа во Брисел. Сега погледите се свртени кон јули, но прашањето е колку е и тоа реалистична и достижна цел, бидејќи одлагањето за кое зборуваат германската канцеларка и нејзината ЦДУ е изразено во месеци, а не во недели. Зошто Меркел инсистира за почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија да се решава во пакет? Што може да се поправи во досието на Албанија за неколку месеци за да се одоброволат Холандија и Франција? Можно ли е сепак Меркел да се предомисли и да се согласи со датум за Северна Македонија во јули? Какви ќе бидат последиците на домашната политичка сцена? Ова се прашањата за кои вечерва ќе разговараме со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и двајца некогаш високо рангирани државни службеници во секретаријатот за европски прашања, сега активни во граѓанскиот сектор, Малинка Ристевска-Јорданова и Зоран Нечев. Дебатата почнува по кратка пауза. Во јуни земјава дефинитивно останува без одлука за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Можно ли е тоа да се случи во јули? Ова е дилемата за која вечерва ќе разговараме со вице-премиерот Бујар Османи. Добро вечер, добре дојдовте. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Зоран Нечев од Институтот за демократија, Societas Civilis. Добро вечер. Господин Османи, буквално пред неколку часа дојдовте од Париз, таму заедно со шефот на дипломатијата Димитров имавте средби во Елисејската палата, средби со новата државна секретарка за Европа на Франција, но некако во фокусот на вестите деноиве повеќе Германија отколку Франција. Беше поинаку до пред известно време. Сега надежите за одлука ова лето се помали. Иако предпоставувам вие се уште ќе велите дека јули е достижна цел. Po, do fillojmë atë që koriku ende është në opcion, në bazë të asaj që e kemi si informacion ose që këmbejmë mendime me partnerët tonë, me miqtë tonë nga vendet anëtare, përfshi këtu edhe Francën. Franca bje vendimin ditëve në vijim për atë se çfarë çështje do ketë fillimisht ndaj dyjave, çfarë çështje do ketë ndaj nesh. Ata sa vërejta unë kanë më pak problem për çështjen e timingut, se kur do mirret vendimi, por më shumë se si do t'i qasen rajonit dhe problemit. Çështja e timingut është më tepër diskutabile në Gjermani. Dhe vërtet nëse e sheh kalendarin, ata kishin vetëm një ditë për ta shqyrtuar raportin e Komisionit Evropian, pavarësisht se ka spjegimet ndryshme se raport jo aq të mirë sa ky i si vjetshëm ata e kanë përkrahur dhe e kanë votuar vitin e kaluar. Mirë po mban se deputetët mund ngritin çështje se një ditë është e pamjaftueshme për të shtjelluar një raport për 130 faqeve dhe të marrë një vendim. Mirë po koriku mbetet opcion për shkak se mbledhja e radhës e Bundestagut është me 28 qershor, që do të thotë se kemi ndoshta 20 ditë më tepër deri atëherë, një mundësi e mirë që Bundestagu të zhvillon këtë debat. Ju e dini që javën tjetër jemi te kancelarja Merkel me kryeministrin Zaev, ku edhe një herë do të bëjmë përpjekjet për të bindur se nuk është çështje muajsh. Shifni, te ata dilema është çfarë ju ndryshon ju qershori, koriku apo tetori, se nuk ka asnjë vend antar dilemë pas tetorit, se nuk do jetë këtë vit. Domethënë fikse është vendimi për fillim bisedimesh këtë vit. Dilemat e disa vende anëtare është muajt. Dhe ka disa vende anëtare që nuk e kuptojnë ende sensitivitetin e këtyre muajve. Ne, duke pasur eksperiencën e hidhur nga e kaluara se si këtu në Ballkan një ditë më tepër e komplikon situatën, e lema një javë ose një muaj, e veçanërisht këto 3 muaj deri në tetor, duke marrë parasysh kontestet rajonale, ajo çfarë ndodh në Greqi me zgjedhjet. Brexiti është i caktuar pikërisht në tetor. Komisioni i ardhshëm fillon me punë me 1 nëntor, që do të thotë se në tetor kur do mirret vendimi, do jetë mbledhja e fundit e komesarëve ose ditët e fundit të komesarëve aktual. Prandaj, да, ве разбирам. Ние на хартија, како држава, кога велам ние,
Како држава на хартија имавме заклучок од Советот за општи работи на Европската унија од лани дека овој јуни треба да почнеме преговори ако исполниме одредени услови. Сега никој не спори дека условите не се исполнети, ама почеток на преговори пак ќе нема. Сега зборуваме за октомври, цело време некако тоа е подвижна една мета, како да веруваме дека во октомври ќе има одлука. На хартија имаме дека требаше во јуни да почнат преговори. Комисиони, кшили, витин е калуар чарте ка përcaktuar qershorin. Edhe pse ka disa interpretime, dikush thot këshilli ka thënë nga qershori e tutje, që nuk mund ta gjejmë ne në atë wordingun e vendimit këshillit, po thot qershori i 2019-s, dhe mbi këtë qershor ne kemi ndërtuar strategjinë tonë vendimmarrjes politike te disa vende anëtare për shkak konteksteve të brendshme, duke mos kapur sensitivitetin e muajve dhe javëve këtu në rajon, vlerësojnë se një muaj më herët ose një muaj më vonë nuk luan ndonjë dallim të madh kur keni pritur 15 vite me statusin kandidat. Mirë po, ne duke konsideruar periudhën e paparashikueshme pas verës, insistojmë që tjetë në këto samite të qershor korikut, pavarësisht që Bundestagu nuk e ka diskutuar në mbledhjen e kësaj jave, unë mendoj që duhet tjetë në rendin e ditës në qershor, në 18 qershor, që të bisedojnë më spaku vendet anëtare për këtë temë. Nuk është patjetër të marrin një vendim, po le të tregojnë qëndrimet e tyre, le të tejkalojnë dallimet në këtë këshill të qershorit, pastaj vendimin do e marrin më lehtë në korrik se sa ta lëmë gjithë debatin në korrik kur më nuk kemi opcion të tretë para verës, e kemi në tetor, po jo edhe para verës. Prandaj unë shoh disponim në shumë vende anëtare dhe shumë njerëz me ndikim që portfolio e maqenisë së Veriut është aq pozitive, është aq e fuqishme sa që vërtet të gjithë janë vënë në pozitë vështirë se si duhet të reagojnë ndaj nesh. Ристевска Јорданова, очигледно беше вчера и за време на дебатата во Бундестагот, иако темата беше пристапниот протокол за Северна Македонија за влез во НАТО, сепак голем дел од дебатата беше фокусиран на прашањето за датумот за преговори со Европската унија, дека сепак не станува збор за технички проблем, туку дека станува збор за политички став, дека треба да се направи обид двете земји заедно, Северна Македонија и Албанија, да се протуркаат во следната фаза од пристапниот процес. Зошто Германија толку силно би инсистирала на тој пакет Северна Македонија Албанија? Прво, дека не е технички проблем, тоа беше јасно од почетокот, бидејќи беше јасно дека е поместен извештајот заради евроизборите, беше јасна динамиката на Бундестагот и уште практично април беше јасно дека не е тоа технички проблем. Значи, Германија има определена стратегија кон Западен Балкан, за разлика од некои други држави кои што немаат толку јасна стратегија, ниту пак се толку присутни на Балканот. Германија има сега најголема улога на Балканот, реално. И според нивната стратегија, тие проведоа, да кажеме, стратегијата прво со внесувањето на Хрватска како клучен нејзин спонзор во ЕУ, релативно лесно и за краток период, а потоа пристапија кон една подруга стратегија со поголеми услови, со се пострикни услови, имајќи ја предвид во голем дел геостратегијата. Како што реков, тие се многу присутни и имаат интерес и двете земји да ги туркаат, да речеме, подеднакво кон ЕУ. Тоа е моментално нивниот став. Ако сега ја изделат Северна Македонија, остане Албанија, дека утре се, не знам, за половина година, за една година, многу потешко ќе се креира консензус меѓу 28 земји членки, односно 29 за Албанија. Да, тоа е апсолутно така. Значи, ако се протуркаат двете, полесно се постига консензус, меѓутоа треба да се имаат предвид уште две работи. Има само два исклучоци на одвојување, и тоа го знаеме се Грција и Хрватска, со силен спонзор зад нив, Франција и Германија, односно Германија. Што кај нас не е случај. Ние го немаме тој еден силен спонзор кој што ќе не издвои од групата. И затоа работиме, да кажеме, и се исцрпуваме практично на многу повеќе полиња. Од друга страна, оно што го споменавте темпото, гледате колку влијае една година, половина година ако се задоцни, а камоли
ако се задоцни година, две или ако се расчленат две земји и така натаму. Значи, тука е прашање на стратегија. Погледнете ги, па и Србија и Црна Гора, пред кои ние бевме многу порано напред, тие полесно поминаа низ овој процес на почеток на преговорите, а ние со една таква отстапка и жртва сега поминуваме многу потешко. Затоа што секој следен поминува многу потешко, со многу потешки услови, со многу покомплицирани механизми. Процесот е потполно сменет од оној период кога ние сме работеле во администрација до сега и до прва ќе се менува. Значи, ние треба уште напред да гледаме како ќе се менува, иако сум убедена дека да, треба да се посветиме со сите сили, секоја секунда да се добие. Нечев, на линија на истата теза, дали сепак станува збор за еден наш тесен, ќе го наречем македоноцентричен пристап кон прашањето, примарно фокусирани на тоа што е интерес на нашата држава, без да се обидеме малку од дистанца или од повисоко да погледнеме на прашањето, како што веројатно гледаат во Берлин, а тоа е поглед кон цел регион, а не е поглед кон една само точка, каква што веројатно е Северна Македонија во целата таа стратегија. Под тука и ова за што зборуваме цело време. Желба сепак двете држави да се протуркаат, макар нам ни изгледало сето тоа и многу неправедно кон земјава. Така, од перспективата на Берлин и целиот пристап кон Западниот Балкан, тука е инсистирањето да се оди во пакет. Зашто точно е тоа дека докога ги погледнеме и извештаите и напредокот на Македонија направен во овој период и споредиме со Албанија, нашиот напредок е значително поголем, но сепак погледот на Берлин е дека треба да ги туркаат двете земји заедно. Впрочем, тоа беше и така беше и писмото на Рот, адресирано до самиот Бундестаг, дода двете земји заедно. Со тоа што, нели, доколку ги погледнеме па позициите на официјален Париз или на Хаг, постои одредена сакав и да разлика. ве прашам, може ова да изгледа геостратешки логично од гледна точка на Берлин, но сега прашањето е што, например, со ставот на Хаг. Го видовме писмото од владата на Руте до парламентот, таму има драстична разлика во вордингот за Северна Македонија и за Албанија. Некако Холандија како да направи раздвојување веќе на двете земји. По прашањето е сега од каде надежта во Германија дека за 3-4 месеци ставот на Холандија би се сменил. Добро, тука можеме да го протолкуваме тоа дека како уште една шанса која се дава на Албанија од страна на Германија и покрај тоа што во писмото адресирано до холандскиот парламент се гледа јасна дистинкција во кој што во однос на Македонија се вели дека се согласуваат со ставовите на Европската комисија, каде што за Албанија се вели дека треба да се ценат напорите кои што се вложени, но мора понатаму да се работи. Без воопшто да се реферираат на нодите на Европската комисија, во таа клучна реченица, ако веќе ја цитираме. Господине Османи, сега случајно или не, во германски Билд се објавуваат прислушувани разговори од Албанија, во кои што треба да се илустрира изборна кражба во полза на владачката партија на Еди Рама. Некако сето тоа коинцидира со оваа дебата која што се случува околу евентуална одлука за почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија. Јас повторно ќе го споменам Јули, од каде надежта кај владата дека Јули е достижен, ако велам вчера во дебатата во Бундестагот сепак некако преовладуваше есента како некаков можен таргет. Филип Мишса и такон рапортеве ме Шчиприн, дошта на сфера на аналитике, лејоhet çdo analizë, po në diskursin politiku nuk mendoj që ne duhet lejojmë të hyjmë në një dinamik negative me Shqipërinë. Ne kemi raporte shkëlqyeshme me Shqipërinë për shumë aspekte. As nuk jemi faktor që mund ta pengojmë, as ta ndihmojmë Shqipërinë, por as ata të na pengojnë ose ta ndihmojmë ne. Po t'i ruajmë ne raportet këtu brenda se do kalojnë këto periudhat vendimarrjeve, mirë po do mbesin pozicionet tona karshi njëra tjetrës. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm në këto pozicione. Shqipëria ka qenë një ndër vendet e para që ka ratifikuar protokollin për NATO, jemi në kontaktet përhershme për të ndihmuar njëra tjetrën në gjitha aspektet. Shpresojmë Mislim дека повеќе
зборувавме за фактографија во писмото од холандската влада до парламентот, не за тоа дека Албанија треба да биде дисквалификувана. Si replik ndaj parafolëve, po në përgjithësi për diskusin politik nuk duhet të lejojmë të hyjmë nga emocionet, nga anksioziteti që e ka kriju kjo paparashikueshmëri, edhe të hyjmë në një garë negative me miqtë tonë, me fëmijët tonë. Ne duhet përkujdesemi për njëri tjetrin, se në fundit gjithmonë do jemi më të fortë kur të jemi bashkë. Konačno 2008 во Bukuresht Albanija do i покана за НАТО, а Македонија не. Prandaj them, nuk varet nga ne, gjithçka do varet nga portfolja e jonë, ne duhet të krenohemi dhe qytetarët duhet të jenë krenar për këtë portfolio që e kam unë këtu, për këtë raport që është më i miri në historinë tonë dhe më i miri në rajon. Tha zonja Malinka se kemi qenë më mirë se Serbia dhe Mali i Zi, raportet tregojnë se jemi më mirë se Mali i Zi dhe Serbia. Jemi me plot përgjithësi, unë them se në gjitha kriteret jemi front runner për momentin, në gjitha aspektet. Dhe ne këtu duhet jemi krenar, por të ruajmë vetë nga lojrat rajonale dhe të spjegojmë sinqerisht para vendeve anëtare se këtu nuk është çështje makedonocentrizmi që ju e quajtet, është kredibiliteti i Bashkimit Evropian në pyetje, për shkak se portfolja jonë është e jashtëzakonshme. është thjesht portfolio që nuk mund të injorohet nga askush dhe çdo injorim i kësaj portfolio vërtet do të prish parimin bazë të zgjerimit, ajo është kondicionaliteti si fuqi transformuese e Evropës. Unë mendoj që ka hapësirë, ju pyetët pse Koriku mendoni që është ende opcion. Ju e ndëgjuat presidentin Juncker në preskonferencën bashkë me kryeministrin Zaev, ku tha ne presim që të jetë para verës. Presidenti Juncker nuk është njeri pa informacione duhura ose pa ndikimin e duhur, pavarësisht se komisioni i tëri është pozitiv sa i takon fillimit bisedimeve, po presidenti Juncker ka një ndikim të veçantë. Franca nuk ka problem me dinamikën, as me qershorin, as me Korikun. Vendet tjera në përgjithësi i dëgjojmë raportet, absolutisht nuk ka asnjë vend që për momentin heziton sa i takon Maqedonisë Veriut. Ishte çështja e tajmingut në Gjermani. Mendoj që javën e ardhshme te kancelaria Merkel do kemi mundësinë e fundit për të argumentuar se tani nuk ka të bëjë më me ne, po ka të bëj me kredibilitetin e Bashkimit Evropian, me kredibilitetin e zgjerimit dhe fuqinë transformuese për të mbajtë ndikimin pozitiv këtu. Листевска Јорданова, вам како ви се чини јулие реалистична опција? Јас мислам дека германците повеќе одат кон септември, октомври, а тоа веќе нас не доведува во ризик и тоа ќе биде вистинската борба, дали јули или октомври. Кога велите ризик, на што мислите? Па две работи за тука во прашање. Една е Грција, кога се очекува промена на власта, и втората е промената на комисијата. Значи, ние не знаеме сега кој ќе дојде во комисијата, тоа ќе биде нова комисија. Сепак е друго оваа комисија да си одработи работата, иако и таа е на некој начин веќе Но кога стапува на сила новата комисија? Ноември. По крајот на годината? 1 ноември стапува. Значи, сепак е добро да си заврши оваа комисија работа со советот, кој што не се менува, меѓутоа во некои држави членки има изгледа да се смени власта, за нас е најрелевантна Грција. Така што тоа се двете работи кои што можат дополнително да ја искомплицираат работата ако се одложува прашањето, и затоа е неопходно сега да се убеди Германија да овој чекор го направи, да видиме што ќе излезе и со Франција, па и Холандија, да кажеме во која мера Холандија ќе се појави како поддржувач во наша страна. Инаку ќе се согласам со министерот дека да, политичарите, тоа е страшно непопуларно, вие пред политичарите на ЕУ да излезете и да кажете ние сме подобри од оваа земја. Вие се зборите за себе. Како политичари, ама како аналитичари, ние мора да ја гледаме работата многу пошироко. Но сепак да сме, јас апелирам да сме реални во оваа ситуација и што порационални. А веќе се вжештија многу до оставки на влади и така. Да, ќе се осврнеме и на тоа, дали тој тип на закана е уместна, може ли да профункционира. Само уште нешто. Значи, неспорни се нашите, ние како институт, знаете дека редовно ги следиме извештаите, имаме систем на проценка, во кој што беше јасно дека ние бевме многу напред, па одевме назад, па стагниравме, па секаде сме некаде изедначени, зависно од која во напредокот сме. Најдобри, значи јас реков во однос на статусот, ние бевме први, па потоа отидовме назад, а не во однос на исполнетоста на критериумите.
Да, статусно Србија и Црна Гора Тие преговараат, ние се уште не Ја преговараме. дополнам, значи, ако го разгледаме, значи, овој постои закон за соработка помеѓу Бундестагот и Владата. и владата. И доколку го За разгледаме Германија зборувам. Сега збориме за Германија. Доколку го разгледаме тој закон, член 9 кажува дека може канцеларката да донесе решение без при тоа да имаме одлука од парламентот, односно од Бундестагот. Така да постои шанса доколку успее нашата влада да убеди. Вели вака тој член, ако можам да објаснам. Вели после консултација со Бундестагот има право да направи девијација од ставот на парламентот доколку е тоа важно надворешно политичко прашање. Ама сепак по консултација. По консултација. Ама консултацијата не е направена. Тоа значи дека доколку има негативен став Бундестагот, владата има право да гласа. Ама тоа сепак би подразбирало дека темата сепак треба да се стави на дневен ред на Бундестагот, а таа не беше. И Барем да се стави. Еве како е. In Кога matters of го accession, видов тоа, ние се загреавме. in matters of accession, the government also has to inform the Bundestag. И после дека може да земе различен став. Но мора да го информира. Но имаме уште една сесија на 28. Така да се уште постои некоја шанса да биде, но и јас бидел на тие очекувања дека Дефинитивно не е ќе биде прашањето после. легалистичко, ниту техничка, ниту очигледно е тоа и мислам дека дури и во пратеничката група на ЦДУ се чувствуваше дека ставно збор за ехо од политички став кој што доаѓа од некаде од повисока, не дека е тоа некакво разногласие внатре во пратеничката група на ЦДУ. Што мислите за ставот на холандската влада? Во писмото до парламентот за Македонија немаше реченица која што вели владата го препорачува на парламентот да одобри почеток на преговори со Северна Македонија, но имаше тон кој што оставаше простор така да се чита, да речеме, тој дел кој што се однесува на земјата. Да, ја мислам дека реченицата што е во однос на Македонија, дека се согласуваат со ставовите на Европската комисија сосема доволно. Понатаму доколку го прочитаме нели извештајот на Европската комисија кажува дека треба да се отпочнат преговори со Македонија. Сепак и таму се уште нема конечен заклучок. На Комитетот за европски прашања се отвори темата, одложен е заклучокот за идната недела. Мислам дека повторно ќе се додебатира тоа прашање. Имаше една интересна констатација во Холандија, која што ми ја пренесоа, ставот дека ќе бидеме негативни према вас, додека е кредибилно да бидеме негативни. А многу е тешко да се биде кредибилно негативен во нашиот случај. Таму велат дека ако се излезе со некаков заклучок, веројатно ќе има инсистирање од холандска страна што побрзо да се реши судбината на СЈО, но да видиме евентуално сето тоа како ќе биде формулирано, бидејќи некако се чини дека Франција и Холандија сега им доаѓа добро што Германија е на преден план во условно кажано, ајде, обсервациите, критиките за ставовите, тие може да бидат помирни. Така, но и сепак постои конзистентност. Иако е, да, сега е поедноставно, нели, се кријат позади Германија, сепак би рекол дека и ставот на, доколку и читаме пораките од Франција, дека одамна некако е ставено дека Македонија ќе се разгледува во октомври, а не одма непосредно после европските избори. Добро, премиерот Заев даде неколку изјави во кои што вели недобивањето датум или немањето одлука ова лето може да го доведе во прашање обстанокот на владата. Во тоа лавирање на ставови овие денови слушаме разноразни опции од тоа дека може да го врати мандатот, до анализи за тоа дали е можно Македонија брзо да оди на нови избори, дали се сепак ова изјави пред се насочени кон нашите европски партнери и може ли ова да упали, условно кажано? Видете, ние го разговаравме ова со премиерот и во неколку наврати. И мислам дека не беше кажано како некако видна закана, туку како наша заедничка констатација дека сепак целиот процес беше одвиен порано, заради сензитивноста на процесот. Мислам, сите сме свесни колку тешки одлуки се донесува. И нашите проекции кои би биле реперкусиите. Јас тоа го објаснував и во неколку наврати, не знам дали сум го кажал јавно. Нашата стратегија за решавање на големите
тешките одлуки не беше од долу нагоре. Односно, добивате поддршка, билдате поддршка, па потоа правите крупни решенија. Напротив е одгоре надолу. Создавате перспектива и потоа ја ширите поддршката. Таа перспектива беше формулирана во референдумското прашање. И таму точно, а тоа референдумско прашање беше засновано на Советот, одлуката на Советот. Значи, не беше тоа наша шпекулација, туку на одлука на 28 земји членки, кои што велат дека во јуни 2019 започнуваме со преговори. И тоа беше дел од таа наша стратегија за окружување на овие важни процеси во државата. И затоа е таа констатација на премиерот, која што ја делиме и сме ја разговарале, е дека доколку се повлече таа перспектива на која е закачена стратегијата, на која што се држи преспа, на која што се држат меѓуетничките односи, на која се држи динамиката на реформи, пошто очигледно јасно дека единствено гориво кој за реформите е европската перспектива. Единствено лепило за меѓуетничките односи е евроатлантската перспектива. Го повлечете тоа, останувате на посебните наративи, го повлекувате големиот наратив, ви излегуваат на површина помалите наративи кои што често се противречни еден со друг. И таа е констатацијата на ризиците кои што може да станат не само со пад на владата, туку општо со една внатрешна негативна динамика од излегување на површина на овие противречни наративи кои сега се субординирани од овој супранаратив ЕУ НАТО. Вие гледате дека го сменивте името, а не го добивте тоа што го очекувавте. Еден дел. Меѓутоа ви велам, ЕУ и НАТО покрива све, тоа е чадорот кој што ги засенува сите противречности во државата, кој што не држи заедно, кој што ни дава погон за да се движиме напред. Тоа ако некој го компрометира, а сега веќе е прашање на компрометирање на процесот. И затоа реков на кредибилитетот и на кондиционалноста како основен инструмент на проширувањето. И ако тоа се наруши, јас се плашам дека тогаш ќе се тој чадор ќе стане ќе може да се пенетрира од овие противречни наративи и многу да се и политички од тоа што вели премиерот владата да падне, но и се плашам и етнички. И затоа е многу важно да се зачува кредибилитетот и влијанието на европската перспектива во една мултиетничка, мултикултурна држава која што најде магична формула за да биде единствена држава без ниту едно отворено прашање, за да внатре меѓуетничките односи бидат на оваа ниво и да испорача вакви резултати. Што мислите вие, Ристевска Јордана, за ова? Дефинитивно тоа што ЕУ го губи кредибилитетот со ова прашање го се прелева на како последица на кредибилитетот на владата внатре и легитимно е таа да го постави прашањето за сопствениот легитимитет. Сега колку е тоа рационално е веќе друга работа. Јас не верувам многу искрено дека ниту Германија, ниту Франција, можеби помалку Холандија ќе затреперат страшно поради таквата, да кажеме, закана дека оваа влада ќе падне и дека национализмот повторно ќе завладее во Македонија. И мислам дека е пресилно како аргумент кон надвор, а има премногу последици внатре. И второто што сакам да го кажам е, мислам дека кога кај странците, кај представниците на ЕУ излегуваме со аргументот дека ЕУ или НАТО се единственото нешто што не држи заедно, дека не предизвикуваме секогаш позитивен ефект. Бидејќи тие не сакаат постојано слаби и нерешени земји кај себе. Сакаат силни земји кај себе. Им излегува една Британија. Не сакаат проблеми. Тие рекоа дека не сакаат држави кои што имаат проблеми со другите држави. Но зошто тие да бидат нашето лепило? Значи, како аргумент не секогаш делува добро, бидејќи сме имале прилика да го расправаме ова и со други think-tankoви и така натаму. Ние, по моје мислење, ако сакаме, јас верувам дека и знам дека оваа влада се гледа тоа по резултатите, ги стави сите карти на ова прашање и ризикуваше многу. Но сега мора да се седне и многу порационално да се гради стратегија за нас. Значи, кон ЕУ, меѓутоа, наша стратегија за нас, луѓе, тоа е најбитно, ние треба да бидеме, да влеземе како некаква стабилна држава таму.
Кои сака држави кои што ќе, ако може. ама ние тоа го тврдиме веќе 15 години. Но не сме Преслаб не аргумент. сме ние изолиран случај. Видете, ние сме на противречни сили. Прво на националистичките влијанија кои што не влечат назад и странските влијанија, малигните влијанија како што ги нарекуваат, и позитивните влијанија од ЕУ и НАТО. Нашата приказна, ова портфолио е продукт на динамиката помеѓу тие сили. Прашањето е кој ќе превагне. Дали ќе дозволи ЕУ, а ние сме цело време на влечење од едната или од другата страна. Затоа е важно да се држи оваа позитивна динамика на движење на процесот напред. Бидејќи ние можеме да бидеме зрели и да не предизвикуваме генерично проблеми. Но ние сме секогаш влечени назад од тие надворешни влијанија. Тоа е друго кога сме влечени назад. Ама не само тие да не влечат напред. Затоа велам дека ќе мора да се одржи ова позитивна динамика на влечење напред, кое што се разбира ние треба да го потпомогнеме со наше генерично унапредување, меѓутоа мала држава сме и секогаш сме под влијание на тие противречни сили. Би се согласил до некаде, но јас сметам како Малинка дека станува збор за непотребна изјава. Мислам, дефинитивно не е нерационална во овој случај и треба да се избегнат ситуации во кои што се даваат вакви изјави. Северна Македонија си одработи својата домашна работа во однос на Европската унија, остануваат некои сегменти кои што треба да се доработат, но си успешно ја изработи домашната работа и како доказ е европскиот извештај. И сега топката е префрлена во кај главните градови и треба тие да го преземат она што ние го даваме како продукт. И наспроти изјавата на премиерот, јас мислам дека токму избори би го зајакнале оној наратив за тоа дали требало промена на името или не требало промена на името, дали оние што го поддржуваат промената на името се северџани или не, и така натаму. Така да не гледам ја толку голем проблем во однос на меѓуетничките односи, кога што гледам натре во македонскиот етникум, на оние што се македонци поддржувачи на самиот договор и оние што не се поддржувачи на самиот договор, бидејќи после договорите со Бугарија и Грција и после законот за јазиците, влегуваме во еден период кај што период ни треба внатрешно помирување, значи внатре во самата Македонија и према нашите соседи. Сепак договорите кои што се подпишани предизвикуваат големи внатрешни промени за кои што требаме ние како општество да бидеме подготвени да ги преземеме и понатаму имплементираме. Да, бидејќи допрва се очекуваат резултатите од работата на двете историско-образовни комисии, ќе видиме допрва што ќе произлезе од тоа. Еве во изминатите 2 дена заседаваше овде мешовитата експертска македонско-бугарска комисија, таму допрва има за работа многу прашања, ќе видиме од сето тоа што на крај ќе излезе. Реконструкцијата е одложена навистина во очекување на разврската за одлуката за датум за преговори или нешто друго е причината? Видете, реално пред нас се големи одлуки. Значи, ние идната недела одиме во Берлин, уште еднаш да видиме како ќе се воспостави целата динамика на прашањата во наредниот период, за да можеме после овие внатрешните да ги адаптираме на овие големите процеси. И мислам дека одложувањето, освен поради подготвување на листите и усогласување на листите, е заради да станат комплементарни двата процеса. Внатрешната динамика со оваа на Европската Унија, а таа не ја знаеме додека во четврток не се сретнеме со канцеларката. Листата на евентуални промени кај ДУИ на министерско ниво е договорена? И се уште се разговара, меѓутоа од прилика да. Ќе има промени? Ќе има нешто. Вие што мислите за ова најавено, сега одложено реконструирање на владата, кое што се поврзува со Добро, владата има датумот? прави две битни работи од агендата, да ги
постави во некаква динамика, но не може ни да одолжува до безкрај, бидејќи веќе толку и тоа прашање го подигна во јавноста што очекувањата се големи од Не, премиерот вели нема логика од оваа работа. ако паѓа владата да реконструира. Да реконструирам, да, меѓутоа не е баш баш така, бидејќи подготвеноста да се менува нешто и да се носи одговорност е сигнал и за избори. Значи не е баш така. Тука исто има едни големи очекувања во голем дел од македонското гласачко тело и тоа она гласачко тело кое што не е врзано, туку е вариабилно, кое што оди од или не излегува или треба да го ангажирате за да гласа. И мислам дека е тоа многу за тој дел од гласачкото дело дека е страшно битно да се покаже доследност во оваа работа. И дека Ова е личен став како граѓанин, можеби, не како ЕУ експерт. Не, дека ова може би дополнително ги обесхрабрува тие граѓани. Дополнително ги обесхрабрува тие граѓани од кои што многумина се и убедени во перспективата, да речеме, и по тешко ќе се разочараат од недобивањето на датум на преговори. Јас еве, да кажеме, се обидувам да проектирам ситуација во која што премиерот оди со изјава за можен пат на владата кај канцеларката Меркел. Завршува таа средба, Меркел останува на својата позиција за тоа дека сепак на есен ќе се носи одлуката и потоа што би направил премиерот? Што ќе направи? Ќе го врати мандатот, ќе даде оставка? Она што оваа влада не успева добро да го пренесе на јавноста е менаџирање со очекувањата. Тоа е главната работа. Многу е тешко да објасните на луѓето дека давате изјава за надвор, со тоа што велите дека ако ова не успееме да го протуркаме сега, ако не добиеме почеток на преговори, јас ќе дадам оставка и после да кажете ама тоа нема да се случи бидејќи тоа беше изјава дадена према надвор. Истото беше и со промената на името. И Меркел не убеди дека нејзините аргументи се посилни од нашите. И сега малце ќе се вратиме наназад, ќе кажеме дека тоа нема да се случи. Мора да се внимава на вакви изјави, тие да не се повторуваат, зашто многу е тешко после дома да се убеди јавноста дека тоа не било така како што премиерот вели. Видете, во однос на менаџирање на очекувањето. Веруете да немаше страв тоа што вели Малинка дека октомври станува ризичен, многу лесно ќе се менаџира. Пошто навистина јули од октомври, ама не значи баш ништо. Бидејќи пак може и да е одлуката во јули и во октомври, пак првата меѓувладина да биде во декември. Значи, ама како да веруваме дека прашањето е што ние сме малку вознемирани дека влегуваме во период кој што е ризичен целосно да се поремети динамиката. И така да во делот на менаџирањето, доколку не би имале навистина генеричен, пак ќе го повторам тој збор, страв од непредвидливи околности после летото, мислам дека граѓаните лесно би сфатиле месец порано, месец покасно во услови кога сме ја подпишале спогодбата за асоциација во 2001, луѓето што се родени тогаш сега имаат 18 години оваа година. Така да уште 3 месеци повеќе нема да им значи ништо, меѓутоа прашањето е веќе на менаџирање со процесот отколку со очекувањето. Мојата конструктивна беше забелешка дека овие менаџирање на очекувања се навратиме назад, минатиот јуни. Датум. Да, имавме чудо изјави, не само од наши владени представници, од европски представници, има датум. Има датум за датум. Тогаш беше датум за датум. Имаме европски пат кој што ќе води кон датум. Да. Така што сега неуместно е вице-премиер да го прашувам за тоа што ќе се случува при евентуална промена на власта во Грција, па затоа вас ќе ве прашам, Мицотакис дава изјави во кои што се обидува да направи разлика меѓу почетокот на преговорите и правото на вето потоа во текот на пристапниот процес, сакајќи веројатно да се оправда себе си и да си даде стартна позиција во која што би можел да даде согласно за почеток на преговори со Северна Македонија, но внатре во партијата има едно силно лоби крило кое што турка во спротивна насока. Мицотакис во таа веќе своја позната изјава јасно кажа дека нему Преспанскиот договор кој што го подпишале како држава не му дозволува да ги блокира преговорите.
И за тоа дека Почетокот на нема преговори. почетокот на Почетокот преговори. на преговори. Дека за тоа нема дилема. Дека тоа го направила владата на Ципрас и така натаму. Меѓутоа дека секоја од поглавијата Може му е да го блокира. можност за да даде вето. Знаете, ова јас кога прв пат го слушнав 2004. Мислам, кога добивавме кандидатура беше нема да ве блокираме сега, ма че кога ќе почнете преговори, секоја и тоа се случува, мислам, реално гледаме дека се случува. Сега кај нас ќе биде дефинитивно многу поосетливо, но тоа е веќе следниот чекор и навистина прашање на стратегија. Тој рече дека за секоја можност ќе искористат за влијание на динамиката на преговорите. интересно се фокусираше и едно прашање на на кое што трговските се марки. фокусира, да, што е Трговските многу марки, битно. да. Значи ние ќе ги заштитиме нашите производители од Македонија и така натаму. Многу битно прашање. Значи тоа поглавје што никаде не било многу интересно, кај нас ќе биде многу интересно. И јас наместо да ангажирам советници вакви и такви, многу би препорачала добро да се плати еден најдобар европски експерт за трговски марки, бидејќи ова ќе биде Знаете така? ние стипендиравме такви кои што сега не се веќе тука, а некоја влада претходна не ги ангажираше, иако имаше обврска да ги Може има ангажира, шанса сега бидејќи да се тоа врати. беше забележано уште 2003-2004 дека такви ни фалат. Нема ако може такви. тука да Само се при крај сме, кратко. надоврзам. Значи не е прашање само како ќе гласаат државите дали за или против. Какви услови ќе постои? И кога ќе се подготви преговарачката рамка, тука се утврдуваат позициите, а тие ги дефинираат комисијата со земјите членки. И една друга влада која што има различен став по однос на Преспа може во преговарачката рамка да ви стави прашања кои што потоа ќе ви станат фиксни точки кои што ќе треба да ги решите во текот на преговорите. Пластика Вардар може да однесе во Грција или Така да да, Па не само тоа, и во делот на договорот, тоа и во уште делот... не би било страшно, би било и во наш интерес. Уопште не би било лошо тоа да го даде како. Знам дека И повеќе пари европски може да се земат. Во Грција, што мислите вие околу евентуалната промена на власта таму и импликациите врз ова што е интерес на државата? Стравот ми е легитимен, но ние не слушнавме до сега ни една изјава од Мицотакис дека ќе го попречи отварањето на преговори. А она е тоа за кое што ние се бориме во моментов да добиеме. Нели, повторно, ставовите се менуваат, не знаеме што ќе биде, што ќе се случи, но пораките кои што ги добиваме се тие во момент. Добро, сега сите погледи се кон Берлин, четврток средба Меркел-Заев, така, во четврток? Димитров и вие ќе бидете исто така присутни. Да видиме што ќе биде исходот од таа средба, па веројатно потоа ќе имаме нова шанса за нова анализа. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодариме вам. По паузата е саботажата. Процесот на трансформација на СДСМ се одвива со редефинирање на менталната матрица, за која доминира ставот дека станува се поблиска до обичната публика, отколку до интелектуалната и бизнис каста, кој преку теоретско-олигархиското цврсто го држаа партиското, а во време на власта и државното кормило во своји раце. Десницата несвесно му помага на Заев. Бидејќи она што му се замераше на СДС низ годините беше елитизам. За прв пат јас гледам од десницата напад кој е напад на база на тоа дека е Заев некаков вид на фолклорен популист, таков рустикален популист. Ваквата концепцијска и стратегиска насока не им се допаѓа на сите, особено на оние кои не успеале да се систематизираат, па со постојана критичка нота се обидуваат да покажат доследност, фундирајќи го угледот и политичкиот авторитет врз база на конфликтот меѓу елитистичкиот и актуелниот модел на владење. Јас не се гледам себе си во ниедна општествена функција во периодот додека е во СДСМ ова раководство. Оваа декларација повторно го актуализира проблемот со скаутингот, кој е рак рана на секој кадровски инженери. За таа мака дури и оние кои биле негови креатори или изданоци наоѓаат решение, ама само тогаш кога одговорноста не е во нивните раце. Зошто не сме увезли 3-4 способни банкари, 5-6 способни инженери, 10 способни професори, 5 способни новинари?
Зошто не ги увезуваме ако носат успех? Успехот од такви решенија не е секогаш гарантирано, имајќи го предвид искуството. Исходот и не е за некаква пофалба, особено ако увезената роба е со македонска генетика. Тогаш, птицата која персонифицира бесмртноста, со леснотија на непознавањето прераснува во карактер, која символизира залудната работа. Од сите отпишан, како Сизиф од пепел се воздигна. Тогаш веројатно се отвара можноста за некои кадри што секогаш биле запоставени, а можат да придонесат за комплетна промена на амбиентот, имајќи ги предвид карактеристиките кои го красат нивниот минат труд. ВМРО ДПМНЕ како политичка партија ќе понуди мощни сериозни проекти и мощни суштински реформи. Еден од собствениците на оваа хидроцентрала е Димитар Димовски. И сега ако сакате да кажете дека тие луѓе се извалкани со нешто, тогаш дај да видиме со што се извалкани. Кога Мицкоски му бил советник за енергетика на Никола Груевски, а Димовски извршувал висока функција во Министерството за транспорт и врски. Нивната фирма Енерготек до Скопје од владата добива 33.000 метри квадратни државно земјиште за изградба на хидроцентрал. Се тоа што го правите сега еден ден ќе излезе на видеви и ќе се знае што сте правели. По само 2 месеци од отворањето добива концесија за користење на вода за производство на електрична енергија. И ако сте го правеле сето тоа спротивно на закон, вие нормално ќе треба да одговарате за тоа. И на крајот, кога се поставува прашањето за одговорноста и за тоа кој е одговорен да решава за незината судбина. Не може да преговара лице, многу пати сум кажала кој веќе има предвид во предистрага и во истрага и дава квалификации за специјалното јавно обвинителство, за мојата личност или за било кое прашање поврзано со специјалното јавно обвинителство. Тука мислам на Антонио Милошевски, кој многу се занесува во своите изјави. Никој не може да се занесува ако тоа не му е дозволено. Нестабилноста е проблем на системот, а не на кадрите кои што ги продуцира. Исто така и одговорноста. Толку за вечерва. Се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.